Почитувани гледачи на КМ телевизија, добредојдовте во уште едно издање на емисијата Актуелни разговори. Денеска на моја особена чест и задоволство е што ќе го имам за гости на актуелниот градоначалник на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски. Максим, добредојде во КМ телевизија. Добро ве најдов, добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Максим, не ти открив јас кога се запознавме сега пред емисијата, но јас те знам тебе од пред некои 15-16 години. Тоа е школата за лидерство и јавни политики на Универзитетот за Југоисточна Европа, популарниот Штудов универзитет, кај професорот Ветон Лјатифи. И јас и вие учествувавме. Вие бевте тогаш, секоја недела патувавте од општина Куманово, тогаш како советник, заедно со ваши колеги. Имавме плодни дебати. Не знам дали се сеќавате на тоа време. Јас сум ве запаметил. Чест ми е голема, што сме повторно тука во Тетово. Не се сеќавам на ликот кога влегов, познат сте ми. Мора да споменам дека тогаш со нас на тоа школа за Leadership and Public Policies, кое што беше во организација на Институтот за социолошки истражувања при Штуловиот универзитет, а под покровителство на амбасадата на Соединетите Американски држави, со нас беше исто така и вашиот сограѓанин Невојша, кој што за жал веќе е покоен. Ви изразувам сочувство до неговото семејство и прекрасно си поминавме, убаво искуство беше и многу убави техники и научиме всушност од тоа школа, а и голем број на тие студенти тогашни во тоа школа денеска се актуелни носители на одредени јавни политички и обштествени функции. Многу гости поминаа во таа школа за лидерство и јавни политики. На крајот се запознавме со тогашниот амбасадор Филип Рикер, кој што ги доделуваше тие признанија. Едни убави времиња. Од тој аспект гледано сега во однос на школата за лидерство и јавни политики, мене ми усебена чест и задоволство што повторно те сречавам сега како градоначалник на општина Куманово. Вие покренавте едно движење за наше Куманово таму. Овде во Тетово отварате Сдружение за заедничка иднина. Различно име, како што ми кажавте вие на почетокот пред емисијава, секој град отварате некое такво слично здружение со поинакви имиња. Која е целта на овие здруженија? Лично сметам дека Кумановскиот пример со иницијативата за граѓанското здружение за наше Куманово на последните локални избори беше препознаен директно од граѓаните на Куманово. Тоа движење или таа иницијатива дојде директно од граѓаните. Учествувавме на локалните избори, успеавме да ги победиме заедно со граѓаните, сите политички партии, сите наши политички опоненти, без разлика дали се работеше за партии од власта, опозицијата или пак етничките политички партии, анимиравме гласови од сите граѓани, без разлика дали беа СДСМовци, ВМРО-вци, како жаргон што велат граѓаните, или пак беа од албанската, српската, ромската, бошњачката или било која друга етничка заедница. И тоа ни даде во тимот за право да размислуваме дека можеме да продолжиме понатаму. Во меѓувреме исконтактиравме со заинтересирани активисти од Прилеп и од Крушево и организиравме две вакви здруженија во Крушево и Прилеп со цел да се вратиме на основските вредности на нашата држава, на крушевските вредности, на основните темели на државноста. Денеска сме во Тетово на иницијатива на тетовчани да формираме едно вакво здружение, да го пренесеме нашето искуство на нив и да го ставиме во функција ова здружение во Тетово, кое што всушност е само едно од многуте здруженија кои што во иднина ќе се формираат на територија на целата држава и со кои ќе им дадеме еднакви права и можности на сите граѓани да учествуваат, да бидат општествено активни и на следните предвремени или редовни парламентарни избори, кога и да се, да земеме активно учество како едно граѓанско движење, да понудиме реално остварливи политики со кои што всушност ќе го смениме секојдневието и реалноста во Македонија и ќе најдеме алтернатива за да продолжиме понатаму да креираме една успешна приказна од нашата држава, бидејќи
Факт е дека повеќе од 30 години се игра една игра со граѓаните од страна на политичките субјекти, тие се менуваат, ништо не се подобро, освен за поединци кои што ја користат позицијата на власт. Дали тоа значи дека овие здруженија и ова движење што го имате, во скоро време може да прерасне во партија? Мислам дека многу лесно тоа може да го направите вие за вашата кандидатура во Куманово, кога разбравте дека нема да бидете кандидирани од не знам дали сте се уште член на Социјалдемократскиот сојуз или не, но до тогаш бевте член на СДСМ, кога не ве кандидира, вие за, не знам, неполни 10-12 часа ги собравте подписите и како независен кандидат учествувавте на локалните избори во Куманово. Многу лесно може да соберете подписи за формирање на партија, па официјално да се во некои наредни избори да се кандидирате и за освојување на власт. Нашата цел не е формирање на партија. Ние во општеството голема фајда од политичките субјекти не видов. Гледаме како Македонија од нејзиното самостојување раѓа од ден на ден нови политички субјекти, се креира преголем број на политички партии, кои што на самиот почеток при креирањето или формирањето има умерени и општо прифатливи политики, но од моментот кога ќе дојдоа во ситуација да валоризираат власт, всушност суштински се менува и одреден грст на луѓе ги ставаше таквите политички субјекти под лична контрола и тие се трансформираа во акционерски друштва. Тоа за жал се случи и со мојата поранешна политичка партија, од која што јас никогаш не излегов, но брутално бев избркан. И до ден денеска ме прашувате за статусот, искрено не знам, бидејќи таа постапка никогаш не се заврши. И јас не чекав да бидам предложен, тоест номиниран за кандидат. Неколку дена претходно излегов со една иницијатива, бидејќи бев длабоко уверен дека треба да се стават секогаш граѓанските, националните и државните интереси пред било кои други лични, партиски или било какви интереси. Останав отворен за соработка со сите политички субјекти, бидејќи тоа е политиката. Вие морате да разговарате. Тоа е диалог, компромис, консензус и така натаму, но како и да е, не најдов на разбирање. На крајот на разбирање најдов директно со граѓаните, излеговме заедно на избори, победивме и со советничка листа. И јас колку кандидат должен сум и на Кумановчани, но дополнително ја чувствував енергијата на ниво на целата држава, која што доаѓаше во фаза на подкрепа, во фаза на поддршка од сите граѓани, особено од оние кои што се неопределени, и тоа даде дополнителна енергија и кај мене и кај мојот тим да се извојува една таква победа. Го менуваме Куманово, сакаме да ја промениме и Македонија. Сакаме да направиме поубаво место за живење, ама реално поубаво место за живење, бидејќи премногу верував во концептот едно општество за сите, под слоганот дека нема правда и нема мир, и очекував дека работите ќе се сменат, но за жал денеска тоа е едно општество за сите, всушност се промени во едно општество за поединци, кои што вешто манипулираат со политичките субјекти, а на крајот така е за нивните семејства, нивните членови на фамилиите, тоа се грст луѓе кои што ги узурпираа политичките субјекти, а во составен дел на таа власт имате во континуитет една политичка партија која што доаѓа од албанскиот естаблишмент, се вика ДУИ, која што многу вешто манипулира со едната, другата или третата политичка партија која што доаѓа од редовите на македонците и под призма на голем патриотизам всушност се работи и гледаме каков е резултатот. Ни дојдоа во државата представници од странство кои што велат да, имате масовна корупција во државата, Македонија треба да се бори против корупцијата, што е погубно за државата да имате стравски представници кои што ќе доаѓаат да ве подосвестуваат каде тоа вие одите,
а до вчера актуелната политичка елита се повикуваше на ставовите дека секојдневно се бориме против корупција, дека таа е минимална, презентира резултати, не знам колку не комисии, институции за борба против тоа, секој е чест за ДКСК, која навистина се бори, но за жал нема такви овластувања како што има овластувања Министерството за внатрешни работи, да денеска истите тие луѓе ги гледате како признаваат дека има корупција, дека е срамно тоа, замислете, еден министер вели, дека ни треба помош од надвор, а всушност што е потребно? Потребно е всушност тие кои што ја креираат корупцијата, а всушност тие се во самата врв на власта, да абдицираат, да си заменат, да дојдат честни, одговорни, посветени луѓе кои што суштински ќе се изборат и ќе стават крај на корупцијата, а ние ќе го подигнеме BDP-то, ќе ја направиме државата самоодржлива, ќе изнајдеме начин како самите себе си и да се прехраниме за да имаме поевтин леп, поевтини суровини, како повеќе енергија да произведеме за да бидеме енергетски независни и самоодржливи и на тој начин ќе го покачиме и импактот во стопанството како би можеле да произведеме повисоко ниво на бруто национален производ, кој што во моментот не е некаде околу $6,700, а всушност ако се споредиме со така е по глава на жител, ако се споредиме со соседството, ќе видиме дека една Грција, на пример, произведоди 3 пати повеќе по глава на жител, една Албанија далеку пред нас, една Србија и да не зборуваме и така натаму, додека бројките некаде пред 20 година беа поинакви. Зошто тоа така се случува? Затоа што всушност ние направивме држава во која што се поседуваат поединци и каде што државата всушност е ставена во нивна функција или пак политичарите го поседуваат човекот. Јас не сакам да дозволам да живееме во општество на една фаза на модерно робство, каде што сите тие кои што го поседуваат стопанството всушност се партнери директни на политичарите, кои што ние секојдневно ги избираме, преку фазата на избор всушност доаѓаат до моќ и потоа доаѓаат до ситуација да диктираат на тој кој што е директен стопанственик како и на кој начин да менаџира и да биде директно зависен од потписот кој што правото да го поставуваме ние всушност ни го даваат граѓаните и токму тие. Начнавте многу теми за кои што сакав да разговараме, можеби под прашање тука ќе има некој. Спомнавте дека сте се бореле за правда. Вие ги карваравте тогаш во првите борбени редови на 27 април во собранието, баш се сеќавам на тие слики. Дали најголемо разочарување кај вас беше она што не успеавте да ја вратите правдата во Македонија, туку Македонија загла уште во поголема корупција, граѓаните не видоа правда и мислам дека најголемото разочарување на актуелната власт и под Димитар Ковачевски и претходно под Зоран Заев беше дека нема правда се уште во Македонија. Она што го очекуваа не го добија. Дали кај вас беше тоа најголемо разочарување и можеби најголемо разочарување беше она што се случуваше на меѓународен план со промена на името, со договорот Преспански, па сега и со актуелниот договор со Бугарија за добрососедство. Каде ја прели чашата кај вас за да речете доста е? Или можеби со она што го зборувавте за Куманово, кога дознавте дека не сте кандидат, па на самостојна кандидатура објавивте? Куманово не е причина, кандидатурата самата по себе си всушност излезе на површина без разлики дали е таа политичка или пак е индивидуална независна. Доколку чувствувате подршка од граѓаните, никој не ви е потребен. Граѓаните се најголемата политичка партија и најголемата политичка потпора. Едноставно, ако излезете честно, одговорно пред нив, ако испорачате, тие знаат да препознаат и тоа се случи и во Куманово. Работевме макотрпно и ја избавивме општината од една од најзадолжените општини. Куманово е денеска финансиски една од најстабилните општини во државата и ние како и Тетово имавме долгови од над 11,5 милиони евро, успеавме во рок. Така е, и Тетово доби најголем, но Тетово доби најголем износ на
финансиски средства во форма на помош од владата и повторно една од најзадолжените општини и актуелниот колега Мака Мачи да излезе од тие проблеми, но да не навлегувам во деталите на локалната самоуправа. Суштината е дека граѓаните препознаваат кога вие имате искрена намера да ги решавате нивните секојдневни проблеми со кои што тие се соочуваат. Видите, нема можност никој да ги реши сите проблеми, но нашата обврска е на личностите кои што сме јавно избрани да работиме и да ги решаваме проблемите кои што ги имаме секојдневно. Проблемите ги имало и ќе ги има, но наша обврска е да ги има што помалку и мислам дека успешно се справуваме со тоа во Куманово во рамки на скромните буџети. Каде е разочарувањето по однос на вашето прашање на 27 април? Тоа е еден немил настан за кој што ја не често сакам да зборувам, бидејќи кај мене буди многу лични емоции. Јас верував во тој концепт. Не можам да побегнам од одговорноста дека не бев таму. Точно е, гласав и за изборот на Џафери, бидејќи верував во концептот едно општество за сите, Македонија на сите, дека всушност ние кои што живееме во Македонија, сите ја сакаме Македонија и сите ќе работиме за Македонија без разлика кој на која етничка заедница припаѓа. Од друга страна имавме власт утврдена во длабоки ровови, која што не дозволуваше да се направи смена или трансформација на власта врз база на демократско избрано мнозинство. Историјата ќе суди всушност кој бил прав, кој погрешил, но она што мене ме загрижуваше уште од тој момент многу е одговорноста која што ја превземаме, бидејќи под паролата нема правда, нема мир, ние сакаме да срушиме и срушивме еден режим начело со поранешниот премиер Груевски, а всушност истата таа гарнитура или добар дел од истата таа гарнитура за промени всушност се трансформираше во еден многу сличен систем на претходниот, екстремно корумпиран, кој што на многу пософистициран начин всушност продолжи во континуитет да го одработува тоа што го одработуваше претходната власт. Преспанскиот договор всушност беше договор за влог во иднината на државата, не објаснет во целост. Сметав дека беше безпредметно да се распишува референдум кој што ќе биде консултативен, туку требаше да биде обврзувачки, но како и да е, тоа е веќе завршена работа, додека веќе ставовите изнесени на БГНС од страна на поранешниот премиер и мојот поранешен партиски сопартиец господинот Заев всушност ја прелеја чашата, бидејќи го нарушија моето национално чувство по однос на тоа што значи да си македонец, што значи македонска самобитност, а особено ме погодија зборовите дека Куманово било ослободено од страна на бугарските војски, што е апсолутно невистина, бидејќи историјата е премногу свежа. Нашите баби, дедовци се уште живи, се учесници во Втората светска војна и всушност многу реално ја знаеме, ги имаме прочитано и мемуарите на Михајло Апостолски и сите тие изјави ќе не прогонуваат и нас и следните генерации во иднина во сите понатамошни спорови. Само наметнатиот проблем или едностраниот проблем наметнат од страна на Бугарија дополнително ја влоши состојбата во општеството и сето онаа што Желју Желев како поранешен председател на Бугарија и нашиот поранешен председател Киро Глигоров успеа по режимот на Живков да го анулираат во двете општества, да направат реално придвижување помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Всушност оваа актуелна политичка елита успеа да го оддалечи. Бидејќи ако направите вие сега една анализа и ја видите состојбата дали македонците и бугарите и официјалните наши политики се поблиску или подалеку со потпишување на договорот за добро соседство и пријателство помеѓу двете земји, конечниот заклучок е дека ние сме светлосни години оддалечени по потпишување на еден таков договор кој што е многу штетен и кој што сакале да признаеме или не ќе мора да претрпи одредени промени доколку сакаме да продолжиме понатаму да градиме добри, реални добри односи, инаку сето тоа ќе остане само
на хартија. За среќа поделбата не е помеѓу граѓаните, туку е помеѓу политичките елити, официјалната политика. Многу често патувам во Бугарија, имам многу голем број на пријатели таму, навистина пријателски расположени, но од друга страна официјалните ставови на Софија апсолутно не можат да поминат, бидејќи ако имате состојба да една држава членка на Европската унија во 21. век ве блокира поради идентитет, јазик, историја и култура, основните европски вредности се всушност тоа, барем така Шуман и Момне го договориле нивниот заемен договор, тогаш ќе сватите дека се уште во Европа постојат елементи на шовинизам и одредени општества не излегле од прагмата на фашизмот. Затоа сметам дека историјата треба да се остави зад себе. Македонците ние си имаме наша засебна историја, тие си имаат своја историја, таму кај што можеме да се споиме, ќе се споиме, ќе одбележиме, таму кај што не можеме, секој треба да продолжи да си толкува понатаму. Погубен е францускиот предлог, кој што стигна во меѓувреме, бидејќи со францускиот предлог ние направиме трансформација од еден билатерален проблем во мултилатерален проблем, кој што денеска ние всушност го решаваме на релација Македонија-Европска унија, всушност тоа е наметнат проблем. Тоа го говорев последниот пат и на конференцијата за Западен Балкан во Дижон во Франција, дека истиот таков предлог мора да притрпи модификација, без разлика што беше донесен во нашето собрание, и тоа, замислете, со малцинска подршка на македонските представници, што доаѓа на еден начин до мајоризација во делот на одлучување, каде што малцинството му наметнува ставови на мнозинството, а се одлучува за национални прашања на мнозинството во државата. Тоа дополнително раѓа нови фрустрации во општеството, особено кај младите генерации. И доколку сакаме да продолжиме да градиме реално мултиетничко општество, првенствено многу пореално ќе мора да ги согледуваме работите и да се објасниме едните на другите, бидејќи мој пријател од албанска заедница, кој што многу го почитувам, Аџи Шевкет, ми вели во една средба кога бев кај него на Курбан Бајрам, Максим, да бев македонец и некој да ми ја негираше нацијата, лепи сол ке мацав, никогаш немаше да се сложам за тоа, кај и да требаше да влеждам. Тоа доаѓа од представник на албанската заедница и јас мислам дека така треба да биде. Македонецот треба да влезе, ние сме европејци, ние живееме географски во Европа, треба да влеземе во Европската унија со дигната глава како македонци, со свој македонски чист јазик, без никакви фусноти, со собствена историја, собствен идентитет, етногенеза која што всушност ја имаат поставено нашите предци. Само би сакал да ве надополнам во овој последен дел. Како што кажав и претходно, меѓународот нема дилеми околу некои работи и се согласуваат во најголем дел за она што е свој и си го бранат својот. Проблем се во најголем дел политичарите, каде што, еве и во последно време гледаме дека кога ќе се отвори пандорината кутија на некои работи, еве и сега со последно со уставниве измени, албанците гледаат шанса тука да протнати некои други работи. Па албанскиот јазик официјален на цела територија више дефинитивно да биде, да го истигнат на ниво на службен јазик. Пред 10 дена, 2 недели во собранието помина таа информација и тој закона, никој не го коментираше толку, дека во приватниот сектор веќе фирмите, независно во Делчево, во Струмица, во Кавадарци и така натаму, ќе треба да истакнуваат двојазични табли, ќе треба да комуницираат со единиците на локална и на државна власт на двојазично и така натаму и така натаму. Некој на времето велеше кој тоа ќе спроведе двојазичност и тиранска платформа во Струмица, ви се молам во Виница, во Делчево, во Кавадарци, во Штип, а денеска го гледаме тоа како реалност. Дали стравуваш ти со овој француски предлог отварање повторно на уставот дека не само тие интереси на Бугарија и дека уште некои други апетити ќе треба да бидат задоволени? Па видете, јас доаѓам од општина која што е со мултиетнички состав. Слично и како тето. Кај нас имаме вкупно, мислам, 9 етнички заедници кои што живеат во Куманово. И се остава многу лош впечаток дека всушност Македонија гради биетничко општество.
а цело време разговараме всушност за мултиетничко општество и никаде не ги споменуваме малите етнички заедници, како да не се составен дел на државата, а зборуваме за мултиетницизам. Прва и основна работа на секој треба да му биде јасно дека официјалниот јазик на Македонија е всушност македонскиот јазик. Втор официјален јазик е албанскиот јазик или јазикот кој што го говорат граѓани со повеќе од 20%. Не сум заложник на процентите. Ниту воопшто не ми смета да го говорат сите етнички заедници својот мајчин јазик во интерна употреба. Ние, всушност на локалниот општински совет, донесовме одлука во службена употреба, за да не се остава впечаток на биетничко општество, во службена употреба на советот да го користат сите етнички заедници и да говорат на својот мајчин јазик. Денеска имаме советници Срби кои што говорат на српски, советник Ром кој што говори на ромски, дополнително ако утре влезе и од турската, бошњачката или друга етничка заедница, исто така ќе има полно право. Се со цел да се прикаже мултиетничноста, бидејќи тоа е придобивката. Но видете, ако имате искрена заложба да формирате едно такво движење. Ако од друга страна само се обидувате низ призмата на мултиетницизмот, да се изборите за поголеми можности за формирање на некои нови сценарија и креирање од прост тип на држави во сложен тип на држави, а за тоа ќе објаснам подоцна, всушност самите себе си се залажувате, бидејќи Балканот е многу специфичен простор на кој што се коцкате со судбината и иднината на собствените деца на таков начин. Не поминала поголема општествена промена на Балканот без посериозни конфликти и дестабилизации. Во 21. век првенствено ниту некој ќе си дозволи да се дргне на такво нешто, ниту пак некој ќе му дозволи од страна, особено од аспект на големите странски сили кои што имаат своји интереси во регионот. Еве земете го за пример како се уште проблемот со Косово се решава или на кој начин истиот проблем се менаџира. Се заоструваат ставовите од едната и од другата страна, излегуваат големите сили, испраќаат јасни пораки и се стивно на крај каде се решаваат проблемите повторно на маса, а заострените ставови всушност се користат од страна на политичките репрезенти за собирање на ефтини национални политички поени при сопствениот електорат. Мора да објаснам еден феномен, дека премногу се користи терминот мултиетничка држава, кој во јавноста и интензивно последните неколку години од страна на одредени аналитичари е представено дека Македонија е мултиетничка држава. Таков феномен не постои. Значи, вие од теорија на држава и право имате една дефиниција за државите се делат на прости и сложени. Простите држави се републики и монархии, сложените држави се федерации и конфедерации. Никаде во дефиницијата не постои термин на мултиетничка држава. Постојат прости или сложени држави со дефинирано мултиетничко или моноетничко општество. Ние имаме за среќа мултиетничко општество, кое што треба да го надоградуваме и кое што треба да ни биде предност во нашиот евроинтегративен процес, за да ја покажеме нашата различност, посебност како држава, но при тоа да неодредени етнички заедници или политички субјекти сметаат дека може да се играат со чувството на етничките заедници за реализирање на некои големо државнички идеи кои што според мене треба да бидат минато на овие простори, всушност нема никој ни да ги дозволи да се реализираат. И јас ги почитувам луѓето единствено по тоа дали се добри или лоши, лојални или нелојални кон државата. Одредени демократски придобивки во една држава треба да се почитуваат, но сите ние имаме и права, но првенствено имаме и обврски кон државата. Не може една цела општина, например, како што е Арачиново, да не ви плаќа даноци и такси, вие да наградувате со 600.000 евра од буџетот, со 1 милион евра. Каков пример испраќате на останатите во државата, дека не треба никој да плаќа даноци и такси? Па како тогаш општина Тетово без даноци и такси ќе се гради, а вашиот градоначалник сега воведува нов систем за прибирање квалитетно на даноци и такси, бидејќи човекот ја сватил суштината. Вие можете да ја молзете кравата, ама ако не ја раните редовно, кравата
нема да е жива. Што ќе молзете после, од каде млеко? Тоа е системот, значи колку ќе дадете, толку ќе ви се врати по пат на инвестиции. Прашањето на граѓаните не им е проблем да платат. Прашањето е дали тоа што ќе го платат, ќе се реинвестира за нивната општина, за нивната држава, или ќе биде злоупотребено и украдено, проневерено од страна на некој репрезент кој што го имаат избрано. Затоа денеска имате се почесто состојба во државата да ви заменуваат младите генерации особено, но видите заминуваат и од делот на социјалните средини, но првенствено и добро ситуирани луѓе. Зошто? Затоа што не сакаат да живеат во несреден систем, не сакаат да живеат во градови, општини, држава, каде што нема соработка помеѓу локална и централна власт, нема соработка помеѓу јавно предпријатие за паркинг услуги и полиции. Гледаме секојдневно сообраќајен хаос. Имате безброј полицајци кои што ви се вработени, бројот на полицајците е зголемен, сообраќајниот хаос е се поголем, никој не интервенира, секојдневно прекршоци сообраќајни, да не зборувам за криминар, за наркотици, дрога, недозволиви во трговија и така натаму. И сето тоа на некој начин е координирано и креирано од поединци кои што всушност се директно или индиректно во системот. Затоа е потребно да го промениме тоа. Ние мораме да изнајдеме начин да живееме во една поорганизирана, поуредена и правна држава во суштинска смисла на зборот. Бидејќи и сега вие можете во Македонија да избркате се, но никогаш правда. Така. Ви одговорите на најголем дел на прашањето што ги имав овде запишано. Еве, 9 од 10 млади анкетирани сакаат да се заминат од државата, владеја корупција. Тимов американски, што спомнавте претходно, веќе заминал од држава, таква вест денеска баш прочитав. Може би и они кренале раце од некои работи или оставиле на некои други да ги решаваат тука работиве. Јас сум наставник во средно училиште, ситуацијата е таква да во образованието немаме инвестиции, па не знам, години на назад, може да речем и децении на назад, тапкаме во место. Во здравството ни е еден клинички центар ветуван 20 години, никогаш не изграден. Ситуацијата по болниците знаеме каква е, да не ја опишуваме сега на кое ниво ни е здравството. 8% имаме сигурност, односно доверба во правосудството. И сега, она што го велите, тоа ми беше мене едно од прашањата. Не бегаат веќе и ни од финансиски причини, младите. Јас од 10 другари што ги имав, 5-6 ми замина, добри сутирани што велите вие. Имаат добри работи овде, земаат по 500-600 евра плат, но велат, чеде, каде да го прошета моето дете? Тетово нема парк. Ние овде имавме иницијатива Тетово сака парк, на едно подрачје овде во Тетово да се направи парк, и сега више сите зборуваат во градот дека на тоа место ќе се градат 14 згради. Од друга страна, ми вели до Скопје одам да го прошетам детето. Кога ќе во здравство каде да го носам? Треба во приватна болница да добивам квалитетна услуга. Зошто плаќам даноци на крајот на криштата? Бегаат повеќе од системот што видите вие. Но, како, сега, господине Димитриевски, ние и дали вие имате некоја визија како тоа да се смени, затоа што промените треба да бидат корените. Треба да се почне од нула овде, очигледно, затоа што долго време, ако ние сме навикнати некаде да влегуваме за да ни завршат работа за некој документ со 200 грама кафе, со нешто да оставиме, тоа говори за нашиот систем, така. Како да ги менуваме? Дали имате визија вие во ова ваше движење? Гледам дека сте растрчани сега по Македонија, денеска сте во Тетово. Која е визијата на вашето движење? Што можеме да направиме во иднина да ги промениме работите? Така, најпрво сакам да ви кажам за, ги споменавте Соединетите Американски држави, тимот кој што си заменал. Соединетите Американски држави се еден од нашите најголеми стратешки партнери. Не само фигуративно, туку и суштински, бидејќи имаме подпишано таков договор за стратешко партнерство, и тоа е сериозна држава која што ги почитува своите договори, тие не се заминати. Сушност, тие се тука и наблюдуваат, но нивната мисија е дипломатска. Тие се обидуваат максимално да ни помогнат, а се обидуваат и да проверат сушност каде
нивните пари завршили и на кој начин биле потрошени всушност од пораките и од помошта која што имат испорачувано кон нашата држава. Директна помош има во правосудниот систем. 20-30 милиони вложени, резултат фидбек. Истото во иднина ќе се случува и со Европската унија, бидејќи таа вложува тука своји средства. И како и да е, вие можете да заскриете, но не можете да избришете тоа што всушност се случувало. Но наша обврска е да се бориме против криминалот. Јас ги поттикнувам младите луѓе да се вклучат. Бидејќи имаме иницијатива, имаме идеи, имаме можност. Ние тоа го покажавме во Куманово, како всушност менаџираме и на каков начин почнавме да го менуваме ликот на Куманово. И кај нас исто така градежната мафија беше силна до тоа ниво да можеше да ги диктира темпата на сите токови и промени во самата општина. Но денеска веќе не е така, тоа е променето. Ние веќе реконструираме еден постоечки парк, планираме изградба на нов градски парк, не на висококатници, но секако треба да се даде можност и на градежната експанзија. Градот треба да се шири, да излегува вон планскиот опфат, да се носат нови генерални урбанистички планови. Ме прашавте дали имаме концепт и идеја. Да, првенствено имаме енергија. Имаме млади луѓе, но имаме и луѓе со искуство, кои што доаѓаат и од бизнис фелата, и од науката, и од сите општествени сегменти, кои што ќе го вложат својот максимум, заедно со граѓаните ќе направат една издржана програма, која што ќе ја понудиме на следните парламентарни избори. И она што ни е повеќе од потребно е да го доекипираме тимот, затоа сме отворени за сите, да се вложиме самите себе си за иднината на Македонија и на сите нејзини граѓани. И при тоа, да успееме да го постигнеме моментот каде што на една иста маса, ние како главниот фактор во државата, ќе ги седнеме и левата и десната страна, ќе потпишат една заедничка декларација за црвени македонски линии, национална стратегија, тоа што не успеаме 30 години надназад да го направиме и повеќе никогаш нема во иднина да се шпекулира во делот кој тоа што е, каков е, дали е македонец или не е, а дополнително на една реална основа ќе разговараме за зголемување на нивото на меѓуетничка соработка, бидејќи сакале да признаеме или не, ние денеска живееме во длабоко поделено меѓуетничко општество. Ние зборуваме дека имаме мултиетницизам, а всушност нас децата ни се поделени уште во детска градинка и се поделени во паралелките во основните, да не зборувам и средните училишта, а само ги гледате политичките елити, каде што на дружби во парламентот и така натаму функционираат безпрековно заемно по принципот јас тебе војводо, ти мене сердере. И тоа мора да биде променето. Кој да го промени тоа? Па младите луѓе, вашите генерации. Ги споменавте школите. Мене ми е често разговарам со професор, човек кој што едуцира, бидејќи вие доаѓате од таа фела кој што дава нешто на младите луѓе им остава и првенствено на вашите предавања предпоставувам по пример на моите поранешни професори, давате многу примери од вашиот секојдневен живот на вашите ученици. Ние во Куманово успеавме од 5 училишта, средни училишта, да реконструираме целосно 3 во изминатите 3 последни години. Го искористивме моментот на заштедите кога децата физички не одија на настава и сите тие пари ги реинвестираме. Еве во фаза сме на поставување на соларни панели. Сите 3 средни училишта ги направиме енергетски ефикасни, ги опремивме со електронска опрема, со смарт табли во секоја училница и продолжуваме да инвестираме во образованието, бидејќи всушност таму е вистинската сила. Таму ние ги подготвуваме средните генерации или кадарот кој што треба да се вклучи. Што ќе направиме ако избегаме сите од Македонија? Ништо. Овде нема да се промени ништо. Таму кога одиме всушност сме странци и ако имаме поголем комодитет од аспект дека живееме во посредени системи. Но од кого зависи системот овде? Па од нас. Видете, живееме во длабоко поделен политички систем. Увлегувате во општина, се е поделено по партиска основа. Кога биле едните на власт ги довеле овие, кога биле другите на власт ги донеле тие, тој конгломерат сега лепо се држи. Имате и способни луѓе, но имате и многу кои што не сакаат да работат и се дојдени по принципот клати врата, земај плата. Потребен е целосен ветинг. Потребна е контрола на целата јавна државна администрација. Потребна е контрола на правосудството, на полицијата. Го земам примерот.
Па видите, вратите се 30 години наназад во Тетово, Куманово или било кој град. Бројот на полициските службеници бил и до 3 пати помал. Имаше ред, поредок, дисциплина, овде пишуваше на ракавот милицаец. Денеска пишува полицаец, имате многу демократија, безброј униформирани лица на улица, всушност добар дел од нив се примени по врски, бидејќи знаеме како одат конкурсите, морате да бидете партиски член, поддржувач, мимо сите критериуми, се исфрла најквалитетниот, влегува тој најподобниот, кој што ќе обезбеди одреден број на гласови. Па каде ќе отидеме ние вака? На ваков начин. Си ја уништуваме секојдневно државата и тоа продолжува. Ние се обидуваме и тргнаме да ги именуваме тие процеси во мојата општина, всушност можеби една и од главните замерки со раководството на мојата поранешна партија беше во тој сегмент. Кога отворивме едно јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, ние луѓето таму не ги примеме по партиски врски. Сите што беа невработени на биро, архитекти, инженери ги прибравме во предпријатието, им рековме повелете работите, еве ги денеска работат и успешно прават проекти за развој на нашиот град. Јас не можам да кажам дека во Куманово е мека или медина или пак тече мед и млеко. Но првенствено градот се менува и онае што е најбитно се менува менталниот склоп на секој од нас. Јас верувам дека во иднина тоа ќе го постигнеме и на ниво на Македонија, бидејќи ќе понудиме поквалитетни политики. Македонија има природни ресурси. Ајде направиме анализа кој тоа ги користи природните ресурси и по која цена во Македонија и колку тоа од тие природни ресурси остануваат за државата. Па видете, милионери стараа поединци само од крадење на песок и чакал во речните корита, да не зборувам за поединечно. Кој тоа го контролира бизнисот со енергетика во државата? Зошто не се дадат еднакви можности и права за инвестиција на сите, бидејќи беа поделени концесии на поединци, тие се чекор пред останатите, бидејќи имаат предвремена информација како составен дел од власта, инвестираат во тој бизнис и дополнително создаваат криза. Кој тоа ги плаќа загубите во енергетскиот систем? Дали тие или пак обичниот граѓанин дома? Зошто тоа е покачена толку енормно струјата кај нас? Па ние сме во регионот тука кај што сме. Зошто останатите држави каде се? Каде беше Македонија? Со цените каде е денеска? Колку беше вчера цената на левот? Колку е денеска? Зошто едноставно се манипулира со македонецот и паралелно со тоа се користи медиумскиот апарат, кој што за жал мора да кажам во државата дека поприлично од страна на одредени поединци во политиката е контролиран и се сервираат вести кон граѓанинот како што тој сака да ги слушне, а не како што реално се. Но за жал граѓанинот го чита сето тоа, бидејќи во секој едно семејство денеска секој политичар, секој граѓанин животот го научи да стане политичар и да ја разбира политиката. И всушност оддалеку ги читаат пораките кои што им пристигаат, не веруваат во никој. Јас сум убеден дека сме ние тие кои што ќе ја вратиме довербата кај граѓаните. Како? Не теоретски. Суштински, бидејќи ние сме тие кои што испорачуваме. Ние тоа го покажаме во Куманово и ние тоа ќе го направиме во Македонија. Можеме да заклучиме дека ни недостасува стратегија, дефинитивно, затоа што, како што кажав, 19,5% е стапката на инфлација за ноември месец во Македонија, каде што никаде во регионот немаме таква стапка на инфлација. Битолското млеко кај нас се продава 80 и неколку денари, во Србија се продава истото наше млеко што го извезуваме, патем речено со плюс некои транспортни трошоци во Србија, за 60 денари наши во Србија. Како е тоа можно? Здраворазумски не можеме да си го објасниме. Значи, овде некој профитира на некој подруг начин. Втора работа што спомнавте, што сакам да се доврзам околу стратегијата исто така. Освен инфлацијата, во економијата имаме ситуација да 40% надминавме стапка на сиромаштие во Република Македонија. Веќе над 500.000 граѓани живеат со 200 денари на дневно ниво. Никаде во регионот не се случува. Секаде е криза, но никаде во регионот не се случуваат такви состојби. Дефинитивно ни е потребна некоја поинаква стратегија за да излеземе од овој чорсокак во кој што се најде Македонија. Мислам дека не дека го допревме, дека веќе го копаме дното на кое што сме. Рецептот е многу едноставен. Во Македонија, рековте, живеат со 200 дена. Не, во Македонија граѓаните преживуваат и има рецепт и решение за овој проблем.
едноставно ќе се намалат непродуктивните трошоци, ќе се зголеми ефикасноста во државата, нивото на отчетност и транспарентност ќе се подигне на многу повисоко ниво, едноставно ќе се изнајде механизмот да се минимализира злоупотребата, ќе се намали сокрадењето, ќе се впумпа сето тоа во буџетот, ќе се пласира кон граѓаните, кој што низ форма на плаќање на даноци и такси, повторно ќе го врати кон државата и тоа е круг кој што како го зголемувате габаритот на капиталот, така расте се повеќе и повеќе, а сите го чувствуваат бенефитот. Го чувствуваат и граѓаните, низ призма на зголемени прилати, приходи во семејството, а го чувствува и државата со прибирање на поголеми даноци. Бидејќи ако вие имате повеќе пари во едно домаќинство, нормално дека и повеќе ќе трошите. Низ таа форма ќе плаќате и поголеми даноци кон државата. Апсолутно. Но првенствено, ајде да видиме каде се домашните ресурси и како да ги искористиме домашните расположиви капацитети на рудното богатство. Вие не можете... Во оваа криза се извинувам, уште еднаш ќе ве прекинам. И во оваа енергетска криза, знаеме дека дел од кризата е увезена заради војната во Украина, што се случува, енергенците се поскапи на светската берза. Но имам чувство дека и покрај кризата во енергетиката се уште се гледа да се тендерите, да има некоја провизија, процент, нешто да се украде. Ние само во месец септември имавме покриеност на домашната потреба за електрична енергија и од домашно производство. Од ноември месец до сега, за 45 дена сме потрошили како држава 40 милиони евра. Моментално, од овој ден па натаму, ние ќе трошиме над 1 милион евра дневно за увоз на електрична енергија. Вие велите, Македонија е природно богатство, има природни богатства. Имаме ветри, имаме сончева енергија. Стратегија немаме. Уште еднаш ќе се навратам на тоа. Овде се гледа и во оваа криза како некој од тој увоз, од тој тендер, од тој јаглен да искористи на некој подруг начин, да не бидам експлицитен, сигурно знаат гледачите и вие ме разбирате што сакам да кажам. Видете, соларните панели не се нешто што е измислено вчера или завчера. Интензивно се разговара за фотоволтаични панели, производство на електрична енергија од сонце, а всушност во многу европски држави тоа веќе 30 години се унапредува таа технологија и се инвестира во тие технологии. Но што е проблемот? Тие кои што седат на информациите, ги користат тие информациите и првите дозволи си ги издадоа самите на себе си, додека во ред имавте грст инвеститори кои што чека. Јас имам едно такво искуство. Значи имаме наша земја, имаме наше сонце, фала Богу Господ дал, но не сакате да им дадете можност на луѓето затоа што тие кога ќе дојдат со нивните инвестиции ви ги загрозуваат собствените инвестиции на вас, на вашите деца, на членовите на ваши фамилии кои што отварале фирми кои што треба да се занимаваат или се занимаваат со такви бизниси. И тоа е всушност во секој ресор. Видите, погубно е за една држава да барате одредена концесија или документ или дозвола и да ви решат, видете се со шофтерот на министерот за да се разберете како тоа да го уредите. Па до кај е тоа? Ова е приватна држава. Систем на модерно робство мора да избегаме, мораме сами. Никој нема да дојде од страна да се избори против овој систем. Ние сме сепак тука, колку и да се раселуваме, ние сме тука, остануваме да живееме тука и македонци, и албанци, и турци, и роми, и срби, и власи. Треба да се соочиме со оваа реалност и да ги победиме, за да избереме поодговорни луѓе, да им дадеме можност на професионалците во системот, да го деполитизираме во целост системот и еднаш, како сите нормални држави, да тргнеме напред. Видите, можеме ние до утре да зборуваме и за менјанување на устави, и изедначување на права можности за да стигнеме во Европска унија, за да стигнеме до предпристапните фондови, да стигнеме до реалните можности за усогласување на нашиот стандард со европскиот стандард. Првенствено треба да го усогласиме менталниот склоп кој што го поседува секоја единка. Тоа значи денеска кој што клупата која што вашиот или било кој друг градоначалник ќе ја постави на улица, треба да ја гледаме како своја, а не да се обидуваме да ја уништиме. Да работиме сите заедно на хигиена, на сите општествено одговорни проекти кои што се за заедничка цел. И единствено така сложени можеме да го постигнеме резултатот. Во спротивно, една индивидуа не прави ништо и затоа верувам дека тетовчани ќе го препознаат овој концепт.
всушност и со самата нивна иницијатива за формирањето на Сдруженијето денеска покажува дека ги препознаваат овие вредности и верувам дека самиот концепт ќе биде успешен, кој што ќе го разбуди општеството, дека општеството им припаѓа на граѓаните и граѓаните се реалниот и главниот фактор кој што ги носи суштинските одлуки за просперитетот на оваа држава, бидејќи знам дека постои голема разочараност и во политиката, и во политичарите, и во политичката елита. Многу пати и сами од себе се прашувам, не е благодарно во одредени моменти со искрени намери да настапуваш и да бидеш политичар, но од друга страна, што да направиме што ќе направиме ако оставиме ете сето тоа така да тлее, а сите ние да се адаптираме на состојбата. Едноставно Македонија ќе доживее апсолутен колапс и ќе се најде на самото дно во светот, бидејќи своевремено, ако се вратиме 95-та година, Македонија беше веднаш по Словенија. Да не зборувам за Албанија и останатото обкружување Бугарија и така натаму. Каде сме денеска? Зборувате за степен на инфлација. Па ние имаме скриена инфлација во континуитет. Најлошо е што имаме и скриена девалвација која што никој не сака да ја признае. И тоа што ќе ни се случи во иднина? Во иднина ќе ни се случи да домашното стопанство ни пропаѓа поради тоа што најголем дел од парите ги чуваме во домашна валута и истите ќе бидат обезвреднети во делот на нивната реална вредност и куповната моќ што тоа може да се купи. Ако вчера си можел да купиш со 100 денари две чаши, денеска не можеш една, а утре ќе ти се случи да не можеш ни половина чаша. Тоа е реалноста од која што мора да изнајдеме начин и решение. Ако една соседна Бугарија на стопанството во најголемиот тек на енергетската криза помага со плаќање на сите стопански субјекти на 2/3 од вкупната сметка за електрична енергија, тоа кај нас не се случува. Значи нас никој не праша во општините како да ја платиме струјата за јавните предпријатија, бидејќи ние немаме поголеми приходи. Ајде, фирмите ќе ја зголема целата на производот и ќе ја вкалкулираат цената на вредноста. Ние да ги ја зголемиме и двојно цената на водата по која што ја продаваме на граѓаните, а тоа е неприфатливо во овој момент, всушност не можеме да ја оправдаме потрошувачката на електрична енергија. Никој не напрашува, едноставно вели, решете го проблемот, па чии се општините? И општините на крајот се на државата, а државата е на граѓаните. Но, за жал, нема разбирање, нема концепт, не постојат стратегии, бидејќи првично се носат стратешки документи, а врз база на стратешките документи се носат законски решенија. Ние сме една од ретки држави што донесе прво закон за регионален равномерен регионален развој, а потоа донесе стратегија за регионален развој. И што да ви кажам? Феномен. Но ете, се гледа, функционира, одите на влада, овој припаѓа на оваа политичка партија, другиот на друга, се користат лични лобирања, се туркаат проекти, врз база на индивидуални лобирања, на крајот кој останува со прст во уста, тоа е граѓање. Тоа мора да го смениме подитно. Кој друг ако не ние? Ние сме тие генерации кои што мораме да влеземе во овој процес. Гледам дека кај вас има мотив за да се подобри ситуацијата во Македонија и желба. Растрчани сте сега сигурно и во останатите делови на Македонија. 2-3 блиц прашања сега за на крајот. Растрчана и власта има трибини заедно кон мината. Предвидувате ли предвремени парламентарни избори? Кога власта е меѓу граѓаните, јас секогаш велам, сигурно можеби на пролет би имало предвремени парламентарни избори. Дали според вас се можни? Видите, ние се подготвуваме без разлика дали ќе се редовни или предвремени парламентарни избори да излеземе со реална понуда кон граѓаните, а граѓаните ќе проценат. Инаку што се однесува до одлуката за предвремени избори, всушност ја носи парламентарното мнозинство и таа директно зависи од власта која што моментално менаџира со државата. Социјалдемократскиот сојуз се однесува како привезок на ДУИ во актуелната власт и дефинитивно ДУИ е таа партија која што ги диктира темпото на власта. До кога ќе обстои оваа власт, сепак зависи од бројката во собранието, но како и да е, кога и да се случат следните парламентарни избори, оваа власт, предводена од СДСМ и ДУИ, ќе изгуби и ќе дојде нова гарнитура која што ќе превземе многу поголема одговорност за државата со многу по-прогресивни политики. Тоа што се растршани, јас само гледам дека всушност се билдаат
бил да само довербата кај партиското членство, бидејќи постои големо разочарување и од кадровските политики, но првенствено и од понудените реални политики кои што не дадоа резултат во континуитет во изминатиот период, без разлика на само пофалбите кои што се секојдневни од одредени представници на власта, сепак во власта постои безидејност за решавање на актуелната состојба и во енергетската криза и сите останати проблеми кои што се наметнати, дури и проблемите од меѓународен карактер, бидејќи не е едноставно да се менува устав и уставот не е обично тефтерче да го отварате вие секој ден како сакате и што сакате. Сериозните држави не отвараат устав на неколку години, а Македонија треба да биде менаџирана од сопствениот народ, тоа е сопствена политичка елита, без диктат од надвор и како унитарна и уникосна власт која што ќе продолжи да се менаџира врз база на желбите на граѓаните. Според вашите стави гледам дека застапувате некој трет пат, некоја трета опција во Македонија. Дали во таа насока планирате можеби коалиција со некој од партиите кои се во третата опција? Тука се, не знам, Интегра, сега имаме нова формирана партија Десна и некој Родина и некои други. Дали би се нашли во некој круг на тие луѓе да наставите или не? Ние сме отворени за соработка со сите. На парламентарните избори сакаме да излеземе како граѓанско движење, нешто ново на политичката сцена. Сите се добре дојдени. Предизборни коалиции не планираме да дефинираме, а секако постизборните коалиции се неминовни, бидејќи вие всушност без коалицирање не можете да практикувате власт. Господине Димитриевски, на крај сме на емисијава, дури од режија ми јавува дека повеќе од саат време, околу саат време одиме. Обично моите емисии траат 30 минути, 40 минути, да не стануваме досадни на гледачите. Верувам дека го задржавме мнението до крајот. За крај, еве некоја порака, кратка до граѓаните или нешто што сакате плюс да кажете, не ве прашав, слободно. Првин да ви се заблагодарам на поканата и честа да бидам со вас во студио. Сакам да ги поздравам сите тетовчани, ви се обраќам директно. Чест ми е што сум денеска во Тетово, ве повикувам сите, без разлика на својата етничка, партиска, политичка припадност или било која друга, социјална припадност, да се приклучите, да проверите какво е нашето граѓанско движење, кои се целите на нашето движење и заедно да дојдете да ја направиме Македонија поубаво место за живење. Има простор за сите, малку политика, многу повеќе работа. Ви благодарам и беше чест. И мене ми беше навистина чест, што после некаде 15 на години повторно се видовме. Остана уште многу теми за разговор, сигурно можеме да водиме емисија уште најмалку еден час, но тоа во некоја следна прилика се надевам. Со задоволство, и мене ми беше чест. Почитувани гледачи, тоа беше денешната емисија Актуелни разговори. До некое следно издание. Пријатно и со здраве.